Вести на Канал 8, добар ден. Заврши дел од најавеното испитување на хемиските препарати за заштита на оризот од плевели. Правичните наоди покажуваат исправност на земените мостри од хербицидите, но и нелегален увоз на неиспитани хемиски средства, што влијаеле врз намалената ефикасност во уништувањето на плевелите. Дел од земјоделците кои одгледуваат ориз на своја рака користеле нелегално увезени хемиски препарати против плевелите. Според Државниот земјоделски инспекторат, хербицидите најчесто се набавувани од Турција, без декларација на македонски јазик и без контрола на хемискиот состав, така што оризопроизводителите ни не знаеле со што прскале. По направената контрола во текот на минатата и оваа недела, инспекторите утврдиле дека во околу 20% од случаите каде е потврдила заштитата против плевелите, најголемо влијание имале неиспитаните незаконски увезени препарати. Инспекторатите и понатаму продолжуваат со контролите, а според заменик министерот за земјоделство, за прекршителите на законските прописи ќе следуваат санкции. Државниот инспекторат е на терен во Кочанско, ги очекуваме резултатите и доколку се покаже дека навистина некој продавал таков препарат, но дозволете прво да го провериме тоа, сигурно дека како држава и како министерство ќе реагираме. Од повеќето земјоделски аптеки во регионот, инспекторите веќе зеле мостри од хемиските средства против плевелите во оризот и ги испратиле на испитување во лабораториите на Земјоделскиот институт во Скопје. Првичните наоди од анализите покажуваат дека сите мостри се исправни и одговараат на декларираниот хемиски состав. Во меѓувреме посетени се и површините под ориз во атарот на селата Соколарци и Спанчево, каде има најголемо потфрлање во уништувањето на плевелите. И констатирано е дека, освен употребата на нелегалните препарати, неповолно влијание имала и задоцнетата сеидба. Земјоделците се пожалиле дека оваа пролет водата од десниот магистрален канал била пуштена на 15 мај, заради што плевелите на веќе подготвените ниви за сеидба веќе поникнале, па отежното било нивното подоцнежно уништување. Од земјоделскиот инспекторат рекоа дека дополнително ќе направат контроли кај одредени земјоделци за кои се смета дека нелегално купиле хемиски препарати од Турција и против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Центарот за развој на Источно-планскиот регион ги поднесе приоритетните проекти за финансирање од буџетот на Државното биро за рамномерен регионален развој. Меѓу нив се и проектите за довршување на патот од Рајчани до Турско Рудари, изградба на канализација во Мородвис и реконструкција на турската бања во Виница. Најмалку половина од поднесените приоритетни проекти на Источниот плански регион треба да добијат поддршка од Државната програма за регионален развој. Со таква оптимистичка оценка излегува Центарот за развој на регионот, базирана на ветувањето од Министерството за локална самоуправа. Парите што ќе се добијат треба да овозможат довршување на дел од проектите што се започнати, а дел за реализација на проекти во општините кои досега немале финансиска поддршка од регионалните развојни фондови на државата. Листата со проекти беше утврдена пред околу 2 месеци и веќе е поднесена до Бирото за рамномерен регионален развој. Се работи за годишна листа во која што се назначени 10 големи регионални проекти. Очекуваме оваа година, како што беа најавите од страна на министерот за локална самоуправа, господинот Тахир Хани, да имаме многу повеќе средства преку овие програми, така да за нас како центара и за Советот беше од битно значење да се завршат прво проектите кои што се веќе отпочнати. Во приоритетната програма на Центарот за развој на Источниот регион со своји проекти се застапени скоро сите општини. За дел од нив и претходно биле барани пари од државните фондови и тие се веќе започнати, а други допрва ќе почнат да се реализираат. Во годишната листа е трета фаза од завршување на проектот за патот Панталеј Рајчани со поврзување со Турско Рударе, некаде бараме околу 16 милиона денари. Влезе исто така и општина Виница. Проектот за реконструкција на старата турска бања во галерија беше позитивно оценет. Меѓутоа, поради ребалансот на буџетот и недостаток на средства, овој проект во општина Виница не можевме да го имплементираме. И имаме уште еден проект со општина Зрновци. Повторно се работи за колекторски систем во село Мородвис. Сите 10 приоритетни проекти се крупни инфраструктурни зафати и бараат многу пари. И покрај тоа, според Здравева, голема е веројатноста повеќето од нив да добијат финансиска поддршка од Бирото за регионален развој.
Домаќинствата се подисциплинирани во плаќањето на сметките за вода во споредба со фирмите, покажале полугодишните пресметки. Директорот Папазов очекува дека со приближувањето на крајот од годината, процентот на наплата ќе се зголеми. Во првото полугодие од годинава водовод бележи наплата од точно 69,85%. Подисциплинирани во плаќањето на долговите кон комуналното предпријатие биле граѓаните. Послабо стоиме кај правните субјекти и кај дуќаните како посебен дел од системот за корисници кои ги водиме. Сметаме дека со влегувањето во последниот квартал од годината, овој процент ќе оди во нагорна линија и ќе дојдеме некаде на нивото на ланскиот процент на наплата кој се движеше околу 78%. Попрецизно, водовод од домаќинствата наплатил 73,87% за потрошена вода, од фирмите 65,87% и од дуќаните 55,42%. Папазов информира дека од почетокот на второто полугодие од годинава процентот на наплата оди во нагорна линија, поради што очекува, заклучно со последниот квартал, да се достигне минатогодишното ниво од околу 78%. Сметаме дека и граѓаните ќе бидат одговорни во делот на плаќањето на своите врски, како не би биле принудени да преземаме непопуларни мерки, изготвување на платни налози, прекине во испораката на вода или пак најлошото доставување на извршни решенија и наплата на значително поголеми средства од реалниот долг како основен кој го имаат кон водовод. Сличен процент има и виничкото комунално предпријатие Солидарност, кое во првата половина од годината наплатило 70% од водокорисниците. Општина Кочани го поништи. Виница го распиша тендерот за набавка на нафта во училиштата за новата грејна сезона. Двете општини се уверени дека ќе ја пречекаат подготвено. Се поништува тендерот за набавка на нафта за загревање на просториите во основните и средните училишта во општина Кочани. Понудите што ги доставиле рафинеријата Окта и Европетрол не биле прифатливи, оти не одговарале на барањата. Тендерот ќе се поништи во понеделник, а законската процедура налага да поминат 8 дена, рок за жалба на пријавените фирми, пред да се распише новиот тендер. Одговорните велат дека изборот на најповолниот понудувач и набавката на потребните количини ќе биде завршена пред стартот на грејната сезона. Недалава и општина Виница го распиша тендерот за набавка на масло за грејење за грејната сезона 2013-2014. 61.500 литри е вкупната количина на нафта која е неопходна за загревање на општинските институции. Најмногу нафта ќе потрошат двете детски градинки, вкупно 25.000 литри. Од училиштата најмногу нафта троши основното училиште Славчо Стоименски, општина Виница 2500 литри, основното училиште Кочо Рацин 2000 литри и библиотеката Ванчо Праке 2500 литри. Пчеларите од Кочанскиот регион бараат поголеми површини засејани со багрем. Сметаат дека локалната самоуправа треба да превземе мерки тоа да се реализира, а своите барања ги пренесоа и до Советот на општината. Голите редови околу Кочани нудат одлична можност да се пошумат со дрвја со медоносни цветови, кои ќе придонесат за развој на пчеларството во општината. Ова посебно се однесува на садници со багрем, за кој има голем интерес со оглед на квалитетниот мед што се добива од неговиот цвет. Оценка е дека околината на градот нуди можност за багремова шума, затоа што во минатото ја имало, но била исечена. Сега повторно би можела да се засади, заради што ново барање иницираа пчеларите од општината и преку членови на Советот бараат конкретна акција на терен. Да општината излезе во пресрет на пчеларите во околината и да околината на градот биде пошумена со багрем. Значи имаме доста голи ридови блиску до градот, тоа може да се направи, во исто време ќе добиеме и зеленило, значи не мора да се оди само со бор, туку во овој понискиот дел одговара багремот и исто време ќе се избегне и боровиот четник. Оценка е дека активностите за пошумување можат да се спроведат во рамки на акцијата Ден на дрвото.
од локалната власт рекоа дека општината не може сама да донесе одлука дали и каков вид дрвја можат да се садат во околината на градот. Ние како совет не сме стручни и тоа прашање како општина ќе го проследиме до оние кои што ги планираат пошумувањето, пред се тоа екипата од Македонски шуми, и ќе бараме да ова прашање биде земено во предвид. Не смееме ние да одлучиме како совет дали треба да го сееме, дали не треба да го сееме, треба да ни кажат стручњаците. Иницијатива за засадување багрем на голите ридови во околината на Кочани имало и во претходните состави на Советот на општината. До сега таа не беше реализирана од непознати причини. Сега останува непознато дали и овој пат ќе им се излезе в пресет на пчеларите во регионот. Кочанските пчелари со пчеларска опрема која им е неопходна за пчеларење се снабдуваат од Белград. Таму е дури за 60% поевтина во споредба со македонските градови. И годинава тие ќе заминат на саемот на мед и пчеларска опрема, што на 5 октомври ќе се одржи во Белград. Ретко кој пчелар би купил пчеларска опрема од Македонија. Многу е поскапа за разлика од градовите надвор од државата. Кочанските пчелари, се што им е потребно за пчеларење, си набавуваат од Белград, затоа што таму ја добиваат за 60% поевтино. Во Белград ние традиционално одиме секоја година. Изложбата Ташмајдан е една од најголемите балкански изложби на пчелни производи и опрема за пчеларството, што е посебно актуелно за нас пчеларите, бидејќи таму се набавуваат опрема за така поатрактивни и пониски цени од тука. Исто се можноста да се искористи да се види Белград и Калемегдан и убавините на тој град. И имаме ние соработка таму со сите пчеларски здруженија. Соработуваме со наши пријатели пчелари од Србија. Освен набавка на поевтина пчеларска опрема, кочанските пчелари присуството во Белград го користат за да присуствуваат на предавањата на кои се презентираат најновите научни достигнувања во пчеларењето. Инаку, цената на медот во Србија е иста како и тука, околу 5 евра за килограм. Од Сдруженијето Златна кошница информираат дека освен пчеларите на саемот во Белград може да присуствуваат и другите љубители на пчеларството и сите заинтересирани граѓани. Повратниот билет чини 1500 денари. Инаку, за пчеларите сега е период кога ги зазимуваат пчелите, па пчеларите од Златна кошница се состануваат секоја седмица и вршат консултации во врска со активностите кои престојат. Последниот викенд од септември ќе присуствуваат на изложба во Скопје, а во октомври на актуелната изложба на мед поврзана со Макфест и Пастрамалијадата во Штип. Изливањето на реката што поминува низ Мородвис, копањето на подпорните ѕидови и улиците, како и поплавите ќе станат минато. Ќе се уредува речното корито на реката и тоа ќе значи многу за жителите на ова село. Уредување на речното корито на реката што поминува низ Мородвис, селото ќе добие сосема нов лик. Деновиве е распишан повекот за финансирање на мали инфраструктурни проекти за управување со речниот слив на реката Брегалница, финансиран од Државниот секретаријат за економски прашања. Општина Зрновци аплицира за изградба на речното корито на реката што поминува низ Мородвис. Грантот тежи 40.000 евра, средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Предвидено е кофинансирање и од општината со околу 10.000 евра. Вкупните средства ќе бидат доволни за да се уреди добар дел од речното корито на реката. Планираме прво да се направи регулација на реката, тоа е поставување на каскади за да не може да дојде до излевање на реката, меѓутоа исто така предвидено и кајно уредување со кое што ќе го разубавиме централниот дел на селото. Уредувањето на речното корито ќе значи многу за жителите. Ќе се надминат и долгогодишните проблеми со кои се соочуваа. Доваѓаше до излевање, до копање на подпорни ѕидове, до копање на самите улици, така да со самата регулација, и со самите оградни ѕидове ќе бидеме заштитени од надодување на реката, бидејќи нашата река во Мородвис си попратена со голем број на суводолици, така да во услови на дожд, знае да надојде прилично многу, а од друга страна, речното корито не може да го поднесе тој товар. За овој и за други проекти и за финансирање на истите ќе се решава на форумските сесии кои се предвидени во општина Зрновци. Првата е закажана за среда, а ќе бидат вклучени жителите на Зрновци, Мородвис и Видовиште, со што ќе може да се слушнат и предлози и идеи за други проекти.
Во сабота на 14 септември започнува традиционалното истибанско здраво живо. Се организира по 28 пат во Виница. Според програмата, отворањето на фестивалот е закажано за сабота со фолклорно дефиле низ истибања и македонска национална вечер. Гостите од Романија, Словачка, Ерменија, Србија, Молдавија, Нигерија, Украина, Словенија, Турција и Бугарија ќе имаат можност да го посетат музеот Теракота, културно-историските знаменитости на главниот град, Виничкото кале, Беровското езеро и Малешевските планини. Дефилето во Македонска каменица е закажано за внедела на 15 септември, каде е планирано да има и концертен настап. Во вторник на 17 септември фолклористите ќе имаат настап и концерт во Берово, а за последниот ден од фестивалот е планирано да имаат состанок со лидерите и кореографиите за и околу фестивалот. За истиот ден се планира и заедничко оро за сите учесници на фестивалот и фолклорно дефиле низ Виница, гала концерт со програма и заедничка вечера и дружење. Национални вечери за време на фестивалот ќе имаат Србија, Молдавија, Нигерија, Украина, Словенија, Турција и Бугарија. И годинава трошоците за организирање паѓаат на товар на општинскиот буџет. Од спортот, Кочани е домаќин на ИДНИНС и Осогово гостуваат во новите кола од фудбалските првенства, во кои трите екипи ќе одат на освојување на нови бодови. Двете кочански женски фудбалски екипи кои по две одиграни кола се на првите две позиции. Викендов се среќаваат со двата битолски представника во лигата. ЖПК Кочани ја пречекува екипата на Конзули во надпревар што се игра в сабота точно на Пладне. По победата над Тиверија минатото коло во најважниот надпревар сезонава, повеќе од реално е да се очекува дека најголемиот фаворит ќе го продолжи победничкиот од и ќе прокнижи нови 3 бода пред домашната публика. Нешто потешка задача колово ќе има ИДНИНС која гостува во Битола против Топгол, иако важи за фаворит на тој надпревар. Самоуверени пред надпреварот се и фудбалерките на клубот од Оризари, кои исто така имаат капитал од 6 бода по правите две победи над АС Юнајтед и Единство. Очекуваме на секако победа и во третото коло. Играме со Топгол од Битола, во гости и се надеваме на победа. Па да, но секој пат сме го победували. Во недела се игра и петото коло во третата фудбалска лига Исток. По двата пораза во низа на домашен терен од Баби и Беласица спласнаа и очекувањата од тековната сезона. Осогово гостува во Пробиштип против Рудар. Надпреварот се игра во 16 часот. Временската прогноза беше последната информација и во овие вести ви благодариме за вниманието. Имајте убав викенд. Довидување.